Додека влегуваме во последните неколку минути од мојот 40 минутен тренинг, речиси можам да гарантирам дека мојот инструктор ќе вика: заврши силно. Тој знае дека крајот на тренингот е исто толку важен како и почетокот. Знае дека човечкото тело има тенденција да сака да забави кога е во движење некое време. Истото важи и за нашето патување со Исус. Павле им рекол на старешините на црквата во Ефес дека треба да завршат силно додека се упатувал кон Ерусалим, каде што сигурно ќе се соочи со поголемо првенство како Христов апостол. Меѓутоа, Павле не се откажува. Тој имаше мисија, а тоа беше да го заврши патувањето што го започна. Тој имаше една работа, да ја кажува добрата вест за Божјата благодат. И сакаше да заврши силно. Без разлика дали ги вежбаме нашите физички мускули или ги развиваме нашите способности дадени од Бог преку постапки, зборови и дела, и ние можеме да бидеме охрабрени од потсетникот да завршиме силно. Не се уморувајте, не се откажувајте. Бог ќе го обезбеди она што ви треба за да завршите силно.